Ке можеме ли да произведеме доволно храна за да се прехраниме во услови на глобална криза? Светот се соочува со недостиг на ѓубрива, што значително ќе ги намали приносите. Што може Македонија да стори, имајќи предвид дека не произведуваме доволно жито, туку мораме да увезуваме? На оваа тема да си кажеме со универзитетската професорка Благица Сековска. Во вториот дел од рубриката голема доза на оптимизам. Секој сам е креатор на својата среќа и таа не зависи од околностите, порачува писателот Кенан Црнкич, чие дело "Внимавај кој волк го храниш" е едно од најпродаваните на Балканот. Почнуваме прво со темата за прехрана и со разговорот со професорката Сековска. Професорке, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, ви благодарам на поканата. Според официјалните статистички податоци, во Македонија се произведуваат 6 вида на жито: пченица, рж, јачмен, овес, пченка и ориз. Сега, последните информации говорат дека светските компании за производство на ѓубрива ги преполовуваат производството поради недостиг на суровини, бидејќи главните светски житници, Украина и Русија се во војна. Вака, значи... Што може Македонија како мала и увозно зависна економија да очекува на подолг рок ако кризата потрае? Ке имаме ли доволно да произведеме храна? Па, видите, со оглед на фактот што Македонија е претежно земјоделска земја и има над 250 сончеви денови и плодна почва која што по голем дел е необработена, навистина би било срамно за нас ако не можеме да се прехраниме. Така јас не верувам дека ние ќе дојдеме во ситуација дека нема да имаме храна. Но прашањето кое што загрижува е колку ќе биде цената на таа храна која што се произведува, бидејќи самите репроматеријали кои што се неопходни за производство, еве ѓубривото го споменавте, еве само еден пример да ви кажам. Цената на урејата, азотно ѓубриво кое што е неопходно за раст на скоро сите земјоделски производи, во моментов на светските берзи изнесува некаде околу, не ме држете за збор, плюс минус, пошто тие цени постојано се менуваат, ама некаде околу 800 евра. Тоа е 200% пораст на цената. Значи, страшно скапо. Тоа е основна суровина за производство на ѓубрива? Не, тоа е вештачка ѓубриво, уреа, азотно ѓубриво е. Се, технологијата баш што се треба за да се произведат вештачки ѓубрива, не знам во детали, но она кое што го знам е дека Русија и Белорусија заедно извезуваат 80% од сите репроматеријали кои што се неопходни за изработка на вештачко ѓубриво. Ако на тоа го додадеме порастот на цената на енергенсите, јасно е дека порастот на светските цени е неизбежен. Друг проблем поради кој што светските цени ќе растат е недостигот. Знаете, пазарот функционира на принцип понуда и побарувачка. Сега само еден податок да ви кажам. Пазарот за храна и онака беше дестабилизиран последниве години поради различни причини. Климатските промени се еден фактор кој што непредвидливи се и непредвидливо влијаат на приносите. Порастот на светската популација се разбира исто така е фактор, но пандемијата со COVID-19 која што имавме во последните 2 години значајно ги дестабилизира каналите за набавка на производи, се разбира и ги зголеми цените поради разните мерки кои што беа спроведени. Се само да ви кажам, во 2021 година светов генерално значи потрошил 2800 милиони тони пченица. Тоа е за 1,1% повеќе од 2020 година, а сепак е недоволно. Сепак има делови на светот кои што се соочуваат со недостиг на храна и каде што има глад. Еве може да отворите на интернет да побарате 22 земји во светов се веќе сериозно загрозени од сето ова што се случува на ниво на појава на глад баш. За среќа Македонија не е меѓу тие земји, навистина и срамота би било пак да ќе повторам. Годишно во светот 100 милиони луѓе расте бројката на гладни. Според статистика на Обединетите нации, вие спомнавте статистика колку жито е произведено во 2021 и дека тоа било недоволно, иако е раст од 1% во однос на претходната 2020. Значи, јас најдов податок за 2013-та светското производство на пченица изнесувало 713 милиони тони. Значи, од тогаш е триплирано некако. Да, да. И повторно е недоволно. Па да.
А рековте главни производители на ѓубрива се Белорусија и Русија, 80%. Да. Во услови Точно кога така. има санкции од едната страна и кога можно е да има санкции од другата страна, или во услови кога таа војна би потраела или би се проширила, не дај Боже, какви се проценките? Вие сте агроеконом. Да, Како да. тоа на долг рок ќе влијае врз светското производство на храна и дистрибуцијата на таа храна? Видете, одсуството на сите оние пестициди и вештачки ѓубрива кои што се користат за прихранување на посевите влијат на зголемување на количината на посевите. Значи, автоматски, ако вие не аплицирате се она кое што е неопходно за да посевот биде здрав и прихранет, нормално дека ако сте добивале од еден хектар, да речеме 4000 килограми пченица, сега ќе добивате 2. Значи, или, еве, кај нас во Македонија конкретно приносите се движат во зависност од различни фактори, пред се климатски, се движат од 2,5 тони до 3,5 тони. Јас најдов еден податок дека во Македонија пченицата како лебно жито е најзастапена култура и се произведува на површина од 100.000 хектари и годишно произведуваме околу 240.000 тони пченица. Па, не знам, Колку ни се доволно за да се прехраниме? Еве вака сега да ви кажам многу интересен момент. Не знам точно колку ни се потребни да се прехраниме, ама ќе ви кажам колку изнесува потрошувачката по домаќинства. Сега, јас не ја правев таа математика, но оние кои што се грижат за резервите, за набавката на за обезбедување на резерви со храна, сигурно тоа го знаат. Затоа всушност постои статистиката. И да не е точна статистиката, зголемете ја за 10 или 20% бројката. Еве, например, во Македонија едно домаќинство троши 270 килограми леб годишно. 106 килограми брашно годишно, според податоците од официјалната статистика. 26 килограми тестенини годишно, 27 килограми ориз и 55 килограми масло. Ова, помножено овие се годишните потреби на едно домаќинство, пута бројот на домаќинства, зголемено за бројот на, да кажеме, за некој сигурносен коефициент од 10-20% плюс, се годишните резерви на основни животни намирници кои што треба да ги има државава. Колку во моментов имаме, јас не знам. Не зборуваме за резервите, зборуваме за потенцијалот да произведеме како што рековме земјоделска земја. Македонија е, нели, аграрна земја со плодна почва и со многу сончеви денови, како што рековте на почетокот. Немаме ние. Еве сега. Зошто сме увозно зависни и зошто, на пример, секогаш кога ќе дојде криза, мораме да тропнеме на врат или да почекаме Србија да ни понуди помош? Може би немаме соодветни мерки за развој на земјоделството, не се стимулира доволно земјоделието. Дозволивме нашите села со мерките кои што ги спроведуваме, дозволивме нашите села да се испразнат. Мерки за поттикнување на руралниот развој се малку недоволни и несоодветни, можеби. Според мене, секоја земја која што држи до себе мора да се грижи барем да биде до одредено ниво самоодржлива во 4 основни работи. Тие се енергенси, ние енергетскиот сектор го запуштивме сосема, со толку денови на сончева инсолација кои што ги имаме, можевме комотно да се фокусираме во последниве 30 години на фотоволтаици. За жал, не сум експерт за тоа, но она што можам да го видам, гледам дека сме климави во тоа поле. Оние постоечки капацитети кои што ги имавме, ги запуштивме исто така. Понатаму храна. Па сега кога сме кај храната, неопходно освен вештачкиве ѓубрива за кои што зборуваме е водата. Нашиот хидросистем кој што го имавме, нели, постоечки, наместо да го надградиме и прошириме, ние го девалвиравме и го деградиравме. И сега ако порано се наводнувале, да речеме, 60% од површините, сега се наводнуваат 40% од површините. Тука е грижата. Значи, да се обезбеди храна, да се произведи доволно храна, особено ако имаме услови. Ние не сме пустинска земја, па да немаме услови да произведеме храна. И се разбира грижата за водата и за водните ресурси, кои што исто така гледаме каков негрижлив однос кон нашите водни ресурси покажуваме. Гледате, ни се празнат езерата, водотеците се менуваат со изградба на мали хидроцентрали. Сето тоа е поврзано, сето тоа е еден систем на врзани садови.
И комуникациите, тука транспортот влегува, за да некој живее во село, треба да има соодветна инфраструктура за да сака да живее во село, за да му биде удобно живеењето во село, за да се занимава со земјоделие. Но, еве, не би тука малку политички теми се тие, не би сакала многу да навлегувам. Не се политички теми, ако дадете оценка на во каква состојба е домашниот прехранбено-земјоделски сектор. Во лоша состојба, бидејќи бројот на количините кои што ние ги произведуваме постојано опаѓаат. Сега тука еден момент не го споменавме. Ние зборуваме само за житарици, која што е нели основна храна на луѓето, особено во време на сиромаштија кога приходот опаѓа, расти потрошувачката на леп, се намалува потрошувачката на други животински протеини. Но и тие животни кои што ние ги чуваме за производство на млеко, јајца, нели крави, свињи и така натаму, исто така и тие треба да се хранат со житарици, не може да пасат само трева. Тука влегува пченка, соја и цените на пченката исто така растат. Еве на пример премиерот или министер за земјоделие, се не ме држите за збор, Луис Планас вели ние немаме проблем да се прехраниме со лебно жито, но имаме проблем за сточна храна. Чи министер за земјоделство цитира? На Шпанија. Луис Планас се вика. Добро. И затоа бара од Европската Унија да ги промени мерките за увоз на земјоделски производи, односно тие критериумите кои што се треба да содржат, што е дозволена содржина на материи, како што е на пример процент на генетски модифицирани организми, процент застапеност на пестициди, на резидуи, на други контаминенти и така натаму. При тоа, регулативите на Европската Унија се многу построги во однос на регулативите на Америка и Јужна Америка. Сега, Луис Планас, за да се обезбеди количината со пченка, бидејќи Европската Унија 1/3 од вкупната пченка која што ја троши ја увезува до Украина. И 1/4 од вкупната пченица. Инаку Европа е доста и самата произведува пченица, така да ние конкретно како Македонија па многу малку сме зависни од увоз од Украина директно, но индиректно преку нашите други некакви си трговски партнери, сигурно дека сме зависни и од таа цена. Не се напченкава да се задржам пак. Така зашетав од тема на тема, малку ми летна мислата. Да, нема проблем. Генерално, на почетокот рековте дека како земјоделска земја со многу сончеви денови би било срамота, односно речиси невозможно да не успееме да се прехраниме во услови на глобална криза. Во услови на таа глобализација кога светот е многу поврзан и лесно поврзлив, што може да очекува Македонија на долг рок ако оваа криза потрае? Па вака да ви кажам, ако не превземе мерки Македонија, бидејќи во моментов ние имаме 60% од GDP-то јавен долг. За да може државата да превзема соодветни мерки, нормално дека треба да има и средства. Колку е посиромашна државата, толку мерките, рацете се врзани, мерките кои што може да ги превземе се ограничени. А во Македонија 800.000 луѓе, тоа е скоро половина од нашата популација, е на граница на сиромаштија. Повнатре во прагот на сиромаштијата или понадвор. Како и да е, и многу луѓе во периодов кој што доаѓа ќе влезат во таа граница на сиромаштија. Ако цените на основните производи пораснат, а не може бескрајно да се одржуваат нели на ова ниво, бидејќи ако расте светската цена на берзите, а ние увезуваме, не можеме испод таа цена да продаваме. Еве на пример да ви кажам, цената на пченицата на светските берзи на 8 март била 400 евра за тон. А во октомври 21 година, сега, пред некој месец, била 300 евра за тон. Предходната година, лани, било околу 200. Значи 50% е пораснато. Светската организација за храна, ФАО, тврди дека на овие веќе покачени цени се очекува пораст од 7 до 30% во следниот период, кој што доаѓа. Значи, фактички, проблемот е цената, процентот на сиромаштија и неухранетоста нема да произлезе од тоа што ние нема да имаме храна. Јас сум убедена дека мала е веројатноста да се соочиме со сериозен недостиг во смисол на гладување, како што замислуваат луѓето дека еве би немале за храна и дека ова купувањето по продавниците е, мислам, повеќе психолошки момент
во кој што грабат, но тука има еден друг момент кој што сакам да го споменам, зашто е загрижувачки, на кој што би апелирала владата да обрне внимание. Ова купување, вака грабање по продавниците на основни животни производи, ако се створи еден извесен период на вакуум во кој што процесот на набавка од одредени причини, тие канали за набавка ќе забават, а сигурно ќе забавуваат, ќе се снабдуваат производите, но нема да оди тоа толку брзо и подмачкано како што било досега, може да се појави сива економија. Многу земји ограничија овие основните производи колку еден потрошувач може да купи во единица време. Кај нас се случува дека луѓето купуваат со пакети. Нели, тоа е, не знам, дали е психолошки или шпекулативен момент, не би сакала да навлегувам, но дури мислам дека една Германија стави ограничување на зејтинот, особено, на маслото од сончоглед, кое што се продава. Вашата проценка е дека нема да дојдеме до недостиг од храна, туку ќе биде прашање цената. Ако добро ве разбрав. Па јас мислам дека да, може да се намалат количините, може би ќе треба да се направи некое стопанисување со постоечките тие количини во смисол на ограничување на количината во некој момент, ако такво нешто се деси, ако кризата потрае. Ако кризата не потрае, главен проблем со кој што ние ќе се соочиме ќе биде и порастот на цените. Сега, нашиот дополнителен проблем е тоа што и да се нормализира ситуацијата во Украина. Прво, Украина во моментов е разрушена од војна. И да веднаш да почнат, еве утре, ако заврши кризава, и задутре, ако почнат веднаш да произведуваат жито, количините кои што можат да ги произведат најмалку за 30% ќе се намалат. Од X причини, од недостиг на луѓе, од уништена механизација, од многу причини. Значи, ова е као теоретска можност. Еве утре војната завршува, веднаш ако почнат со производство, пак нема да можат да произведат онолку колку што произведувале. Пак тој недостиг ќе го оседат, особено земјите кои што се најувозно зависни за лебно жито од Украина. Но другиот проблем останува и понатака. Остануваат последиците од економската војна, да ја наречам, која што Европската унија и Русија ќе ја водат помеѓу себе, а и ние во таа приказна нели сме приклучени, бидејќи и да заврши конфликтот, прашање е како Русија ќе се однесува кон земјите кои што воспоставиле економски санкции, каков ќе биде фидбекот. А тој фидбек ќе имаме поголема штета ние, мислам не ние Македонија, него ние Европа, отколку самата Русија. Така да мислам дека тука многу непромислени потези на собствена штета беа направени. Јас не можам да ја сватам политиката која што е контра интересот на сопствениот народ. За мене, без разлика дали станува збор за Македонија или станува збор за Европската унија. За мене во секоја политика на прво место треба да биде звезда водилка интересот на сопствениот народ и така да се водат постапките поттикнати од тој интерес. Но ете... Во која смисла забележувате тука? За која мерка конкретно мислите? Па за сите конкретно Европската унија, која што начинот на кој што ги воведува санкциите, не критично, без некаков договор дека утре други ден тие мерки би се удриле, да кажам, од нашата глава. Генерално зборувам за Европска унија, не само мерки за се освен за нафтата и за гасот. Па гледате, не е доволно само да имаме нафта и газ, туку треба и да јадиме нешто. Да, рековте дека освен недостиг на храна, односно поскапување на цената на храната за луѓето, ќе дојдеме со недостиг на суровини за прехрана на стоката. Тоа пак ќе се одрази врз производството на млеко и месо. Имате ли бројки тука колку храна за добиточна храна трошиме? Не, тука немам бројки за жал, но знам дека сме во многу повеќе увозно зависни за сточна храна отколку за храна за хумана употреба. Значи, сточната храна представува многу посериозен проблем од гледна точка на увозна зависност. Тука сакав уште нешто да кажам за цениве, што заборавив да го споменам.
многу држави започна да воведуваат протекционистички мерки за штитење на својот сопствен пазар, односно забранија извоз на тие витални производи како што се лебно жито, масло и така натаму, меѓу кои што и Србија. Истото го направи и, замислете, Унгарија, која што иако е членка на Европската унија и според тие внатрешни договори за слободен внатрешен пазар, дури добива критики, е предмет на, мерки некакви, не сум многу во тек, само онака го прочитав дека Унгарија забрани извоз на основни производи од Унгарија. Го штити, значи, својот локален пазар, го штити интересот на своето население фактички. Македонија не сакавте да направите паралела со Македонија? Србија и Унгарија прават нешто, ние не? Па мислам дека не би требало да биде дозволен извоз на основни прехранбени производи, барем додека не се види како ќе се развива ситуацијата. Како агроеконом ве прашувам каква е аграрната политика на Македонија? Во каква состојба е македонското село денес? Каде одиме на тој план без разлика што со години назад, како што спомнавте, климатските промени прво, па потоа пандемијата и еве сега војната создаваат дополнителна и продолбочена криза? Аграрната политика во Македонија е неконзистентна. Се менува од година во година според политичките потреби, во главном е популистичка. Закаснење, јас викам, на пожари, без некоја долгорочна стратегија, каде што се има точно визија што е целта и што се сака да се направи и што се сака да се развие. Македонското село е многу запуштено. Над 300 села во Македонија се сосема изумрени. И околу 150 села така се во изумирање. Што значи тоа? Тоа значи дека во нив живеат жители кои што се постари од 50 години, нема подмладок, нема деца, не се развива и така натаму. Нема мерки за враќање во селото назад, стимулации некакви. Селото е, многу села се без основна инфраструктура, да кажеме. Да, рековте неконзистентна е аграрната политика што ја води Македонија, иако земјоделскиот сектор учествува со околу 10% во бруто домашниот производ, во создавањето на GDP. Видете, да ви кажам, тоа сите го кажуваат. И тоа е во постојано опаѓање, веројатно. Е во постојано опаѓање, но тоа само по себе не е некаков голем показател. За да видите што значи учеството во GDP-то 10%, треба да видите колку работна сила ангажира. Ангажира околу 20% од работната сила. Значи дека имаме ниско продуктивно земјоделие. Ако имате вие 20% ангажирана работна сила, а произведувате 10% GDP, значи продуктивноста ви е ниска. И така да GDP-то само по себе конкретно не е показател дека некоја гранка е особено многу развиена. Има земји кои што имаат развиени земји кои што имаат само 5% удел во GDP-то, а се многу по-земјоделски развиени, да кажам, отколку што е Македонија. Така да тие показатели се малку треба да се гледаат во контекст на многу параметри. Најдов една статистика дека производството на жита во Македонија, на житни култури, тргнувајќи од пшеница, пченка, овес, јачмен, рж и ориз, е во постојано опаѓање. Од 2010 наваму, секоја година за одреден процент се намалува производството. Која би била политиката која би го запрела тој тренд на намалување, би го стабилизирала на почеток, а потоа и би го зголемила приносот од житни култури? И дали такво нешто е потребно на Македонија? Апсолутно е потребно. Мислам дека е потребно. Мислам дека е навистина жалосно да не ги искористиме компаративните предности што како земја ги имаме, што природата ни ги дала. Меѓу нив влегува и земјоделието, кое што се разбира дека ние не треба да се потприме основно да не биде земјоделието. И не производство само на сировини земјоделски, како што е случај до сега, него повеќе развој на тој целиот циклус на преработка, создавање на производи со додадена вредност. Например, и жито ако произведуваме, не само жито како жито, него негови преработки понатамошни, кои што се разбира ја зголемуваат цената, а со самото тоа и висината на приходот и висината на GDP-то, ако сакате, кое што го придонесува тој индустријски сектор. Не може земјоделието да се третира одвоено, треба да се третира во тој целиот комплекс за производство на храна. Кај нас отсуствува поврзување на
основните производители со преработувачите во доволна мерка. Има, но постојат од многу причини. Постои недоверба во луѓето едни кон други, значи производителите не им веруваат на преработувачите, не ги исполниле врските, ги, ајде да се изразам вака колоквијално, ги зезнале многу пати преработувачите им. Например, еве, лани беше еклатантен пример. Житото беше откупено по многу ниска цена, а беше продадено, истото жито беше извезено по прилично повисока цена, за да ние увеземе жито од Србија по цена повисока од она на која што им се откупи на нашите земјоделци житото. И сега тука се создава одма недоверба кај производителите, за да се поврзуваат во некакви ланци на трајна соработка, некакви кооперантски односи базирани на трајна соработка. Ретки примери имаме такви каде што постои доверба помеѓу производителите и преработувачите. Тука голема улога игра и судскиот систем, бидејќи ако некој договор е не изневерен на некаков начин, не се задоволени условите и така натаму, и ако една од страните сака да се жали, бавниот и скап судски систем кој што ние го имаме апсолутно ги обесхрабрува да влезат во таква некаква правна битка. Така да главниот проблем кој што ние го имаме и кој што не кочи да одиме напред е недовербата. Недовербата на луѓето во институциите, едни кон други, и така да тој ланец на набавка е со прекини и нестабилен. Професор, имајќи ги предвид производствените капацитети наши, од друга страна и потребите, колку храна трошиме, и се она што го кажавте дека не очекувате да дојде до баш недостиг за храна во смисла на гладување, туку само на раст на цените, може ли да се пресмета, ако оваа криза потрае уште неколку месеци, воена криза, колку би бил тој раст на основните прехранбени производи на цените во Македонија? Не можам да предпоставам такво нешто, бидејќи тоа не зависи во многу нити од нас. Зависи од движењето на светските цени и зависи од мерките кои што ќе ги превземе владата. Но факт е дека ситуацијата мора постојано да се следи и да се бараат начини за да овој најранлив слој на населението биде заштитен и за да не дојдеме во ситуација да владее глад. Бидејќи, знаете, тоа носи и други политички проблеми. Носи немири, носи пораст на криминалот, носи пораст на сивата економија. Сите тие се проблеми со кои што се соочува било која земја. Ова ќе го гледаме ние наскоро и во други држави, можеби поразвиени од нас, бидејќи, нели, знаете, човекот колку има повеќе да изгуби, толку повеќе калкулира и толку повеќе, па се вика, не ја ваѓа до толку. Колку има помалку да изгуби, толку е по-решителен во радикални мерки, во радикализација. Така, спомнавте, граѓаните грабаат брашно, масло за јадење. Зошто сончогледот исчезна од нашите ниви, од македонските ниви? Зошто се доведовме во ситуација да не можеме да произведеме доволно масло за јадење? Тоа навистина не е од мој домен ова прашање. Не би можела да ви кажам зошто, но знам дека е голема штета, бидејќи во Велес имавме фабрика за производство на сончогледово масло, која што ги задоволуваше сосема нашите потреби. Се произведуваа големи количини на сончоглед, но одамна тоа го нема. Сосема се промени структурата. Таа фабрика, мислам дека не сум баш сосема во тек сега. Малку е тоа надвор. Прашањето беше не во смисла на прехранбениот сектор, на преработувачкиот, на индустријата, туку на сончогледот го снема од нашите ниви. Како дете кога патувавме, имаше на секаде од страна сончогледи, сега ги нема. Па се затворија преработувачките капацитети, пропаднаа. Ви текнува дека имаше фабрика за производство, како се викаше, Благој, не можам да се сетам. Благој Ѓорев, да, во Велес. Значи, како пропаѓаа преработувачките капацитети, тоа беше систем кој што беше осмислен да функционира поврзано, биде агрокомплекс. И она кое што беше плански направено и осмислено, се разруши и се започна дива акумулација на капитал, примерна, во која што се почна одново и хаотично. И 3 децении не успеавме да се адаптираме на новото време и на новите услови. Па видете, да го прилагодиме и аграрот на новото време. Апсолутно. Така е. Не успеавме во многу работи, ама ете. Можеби сите имаме дел од вината, не знам. Професор Кесеговска, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Ви благодарам за поканата.